Во врска со вчерашниот настан во Насово аеродром, на кој начин и по која процедура е активирана армијата на Македонија и кои се надлежностите на градот во такви ситуации? Градот за жал нема многу законски надлежности во таа процедура, меѓутоа јас сум кажал и тоа ќе го правам се додека сум градоначалник. Некогаш и некои работи што не се моја надлежност, недозволиво е да бидеме неми сведоци на целата таа ситуација. Немилиот настан вчера, граѓаните кои што беа евакуирани ја повикаа противпожарната бригада на градот Скопје. Луѓето се жалеа на болки во респираторниот систем, дишењето, штипење за грло, дури дел од дечињата таму беа евакуирани со газ маски. Во таква состојба не можете да бидете нем сведок, без оглед што немате ингеренции како градоначалник. Вие видовте дека јас бев присутен таму се додека не се обезбеди безбеден влез на луѓето во домовите. Тој влез има 48 станови. Без да ги испитате сите постапки и протоколи за да ги вратите луѓето безбедно во нивните домови, едноставно е неодговорно. Морав да преземам се како човек, па и како градоначалник, да бидам сигурен дека луѓето кои што живеат во тој влез ќе можат безбедно да се вратат во нивните домови. Во Република Македонија имаме два система кои што можат да испитат токсини во воздухот. Едниот е во рамките на Централот за управување со кризи е сместен во Велес, а вториот е во рамките на армијата на Република Македонија и сместен во касарната Петровец. Бидејќи неколку часови луѓето стоја пред влезовите, за нас побрзото решение беше да се активира ова единица и на моја замолница всушност се истераа сите армиски процедури и се дозволи присуство на таа единица. Таа единица констатира зголемено присуство на амоњак во критичниот стан. Не е тоа наивна работа, само да потсетам дека сме имали смртни случаи кога луѓе влегувале или во шахти или во септички јами. Значи амоњакот може да биде сериозно штетен. Моравме да ја провериме количината на тој токсин во воздухот и откако се уверивме дека се е безбедно, ги вративме луѓето. Така што за мене приоритет беше безбедноста на граѓаните кои што живеат таму. Кои супстанции беа утврдени? Амоњак беше недвосмислено потврден амоњак. Состојбата во станот ние имавме утврдено некаде околу 2 часа пред да стасаат единиците, меѓутоа не можете да дозволите да луѓето се вратат надвор без да испитате дали има и поинакви субстанции во воздухот и амоњакот го констатиравме од кога дојдоа единиците од армијата на Република Македонија, бидејќи имавме сериозни жалби од луѓето за попреченоста во дишењето. Неодговорно би било од моја страна како градоначалник и како човек пред се да дозволам луѓето да се вратат по становите без да го провериме количеството на токсини во воздухот. А со станарите кои што живеат во станот 11, вие каде се во момент? Значи, екипите на градот Скопје утрово некаде до 5 часов го чистеа градот. Го чистеа станот 11. Центарот за социјални грижи беше контактиран, беа присутни синоите, значи имавме една целокупна слика за грижа. Ги контактира, одби старата жена да биде згрижена, меѓутоа очекувам дека веќе од денеска тоа семејство на кое што очигледно му е потребна третман од органите на социјална заштита да се продолжи да се истретира. Јас денеска ќе погледнеме состојбата со хигиената во станот, да помогнеме на тоа семејство и на луѓето кои што живеат во тој влез да во целост се исчисти станот, да се дезинфецира и барем вертикалата да можеме да ја исчистиме во текот на следниве неколку дена, се со цел да обезбедиме здрава средина за станарите во зградата. Правиме напори, има согласност и од станарите да помогнеме на семејството да се изреновира станот, откако ќе го исчистиме. Очекувам дека ќе се согласат на помош од социјалните служби за дисфункционалноста на тоа семејство, да ја вратиме во некаква нормала, за да не ни се повторуваат вакви настани. Сега го сватите иницијативата ваша за активирање на Да.
Она колку што знаме, градоначалникот Марин имаше сериозни приватни обврски таа вечер, контактираше со мене. Не беше неопходно неговото присуство, бидејќи веќе беше изорганизиран целиот протокол и целата ситуација како ќе се одбива. Утврдивме и со надлежните органи од Министерството за внатрешни противпожарната бригада и со представниците од АРМ. Така што човекот неколку пати контактираше со мене во текот на вечерта. Меѓутоа, бидејќи да речам условно имавме контрола врз состојбата, немаше потреба да ги прекине своите приватни обврски.